Добро утро на сите. Мило ми е, драги браќи и сестри, што можам да ве поздравам сите, како најпрве. Мило ми е што сте сите тука во Божиот дом. Тоа значи дека веруваме во Бога. Но како и на кој начин ќе видиме во текот на денешната проповед. Мило ми е и вака што ве гледам убаво облечени. Малку насмевнете се, ќе бидете уште поубави. Фала ви, така. Уште сега и мене ми дадовте сето тоа делува на моето расположение. Добро, драги браќи и сестри, исто така ме е мило што сме во Божиот дом, по обичајот на Исуса Христа, да денеска го славиме Бога првенствено, а и да се поучиме од Неговата реч. Впрочем, и за тоа постои овој благословен саботен ден. Денеска одбрав една тема која што носи наслов силата на опростувањето. Ке се сложите важна тема со мене сите. Се служуваме ли сите? Но морам да кажам дека и тешка тема. Мислам, не тешка за да се зборува, ја немам никаков проблем да зборувам за опростувањето, но од друга страна, кога практично гледаме, кога треба да дадеме практично опростување, тогаш таа постанува најтешка тема во Библијата. Има една песна од Джибони, може би младите знаат за тоа, има текст во песната кој што кажува: могло би бит лакше умрит, него људима реч опростит. Сте слушнали за овие зборови? Могло би бит да е лакше умрит, него људима реч опростит. И навистина често во нашиот живот, ма ќе умрам, ама не ти проштевам. Сте слушали такво нешто? Толку тешко тој збор излегува од нашите усти, драги браќи и сестри. Колку подолго не опростуваме, раните се поголеми, години и години поминуваат, толку е се потешко да опростиме. Може би некои ваши рани се години наназад, некои се може би свежи, скорашни. Но како и да е, на секој еден од нас ни треба опростување и секој еден од нас треба да опрости. Дали има денеска во ова сала на некој кој што не му треба опростување? Или кој што не е во состојба да опрости? Има ли некој таков тука? Сите ние сме луѓе, драги браќи и сестри. Кога зборуваме за опростувањето, ние треба да дадеме и да примиме. Тоа е животот на оваа земја, за жал. Знаете ли дека постои една ситуација кога не треба да опростиме? Имате ли слушнато за таква? Знаете ли? Ајде нешто да ви раскажам. Се кажува дека еден проповедник држал проповед, а насловот на неговата проповед гласел да му опростиш на непријателот. И кога ја завршил својата проповед, ја повикал црквата да дигне рака и кој сака да му опрости на својот непријател. И дигнале 50% од црквата. И проповедникот продолжил уште 20 минути да објаснува што значи опростувањето и така натаму. И на крајот пак повикал дали има кој е за тоа да му опрости на својот непријател. Тогаш дигнале 80% од раците. И потоа проповедникот продолжил уште да зборува на таа тема. И кога повторно го поставил истото прашање, се кажува дека кренале сите раце. Освен еден старец кој што седел таму во задната клупа. И тогаш проповедникот отишол кај тој старец
И го прашал, па зарем вие не сакате да им опростите на своите непријатели? Го прашал. А он му рекол, па јас немам непријатели. А тоа на проповедникот му станало многу чудно, па го прашал колку години имате. 101, рекол старецот. И тогаш го замолил, му рекол, ке ве замолам, ајде пред црква да застанете и да кажете како тоа човек на 101 година да нема своји непријатели. Да кажете пред цела црква. А старецот одговорил, па треба да ga не живеете сите. Единствено само во таква ситуација не треба да се опрости, драги брате и сестри. Само оној кој ги надживеал сите. Тоа е животот на оваа земја. Затоа опростувањето е важна тема. И во Библијата има разни теми на ова, но ова е најзастапената и најважната, помеѓу најважните теми во Библијата. Опростувањето. Ајде да го споменеме малку Ганди. Еве што кажал. Кога во светот би се применувал принципот око за око, наскоро сите луѓе би останале слепи. А наместо око за око, Бог рекол што? Опростувај. Опростувај. Опростувањето е многу важно за нашите меѓучовечки односи. И ова утро ние ќе се занимаваме со библискиот поглед на опростувањето. Има многу луѓе кои што се занимаваат на оваа тема, модерната психологија исто така завлегува многу длабоко во оваа тема. Но овој пат опростувањето ќе го видиме низ призмата на Библијата. Ајде нешто да ви раскажем. Може би сте ја читале книгата Сончогледи. Во книгата се спомнува Симон Визентал. Ајде еден мал увод пред него да поминеме на главната суштина на опростувањето. Симон Визентал бил евреин, бил заробен во Втората светска војна. И извештајот кажува дека работел во една болница. Помагал и го чистел дворот. И се кажува во една прилика додека тој така работел надвор, пристигнала кај него една медицинска сестра и го прашала дали е евреин, затоа што на раката носел трака со она звезда, петокрака. И он кажал да, евреин сум. А таа му рекла дојдете со мене. Симон Визентал бил збунет, но сепак заминал со неа. И се кажува влегле во еден ходник, па влегле во една болничка соба и видел еден човек кој бил легнат на еден болнички кревет, а целиот бил во завој. Само она дупчиње на очите и на устата имал. И тогаш дошол до него, му се приближил на болно и почнал да зборува дека е германски офицер. И тогаш ја почнал својата приказна како во текот на војувањето убил многу евреи. И тогаш почнал да ги опишува сите тие настани што се тој направил како војник. А Симон Визентал целото свое семејство го изгубил во Втората светска војна. Сите биле по логори, биле убиени. И сега тој раскажува, и тој дошол до еден настан, кажува зградата била полна со евреи. Полна со евреи. А ние запаливме оган на долниот спрат, и тогаш евреите скокаа од терасата, а кажува ние ги чекавме како жива мета и се радувавме и пукавме на нив кога скокаа од терасата. И кажува, се сечевам на еден лик на едно дете, кажува до ден денес неговите очи и неговиот лик ме прогонуваат. И кога го завршил тој говор, рекол, еве пред смртта, имав желба да сретнам еден евреин, доколку се уште постои, и да побарам опростување. Симон Визентал, кога го слушнал сето тоа, се сетил на своето семејство кое што било убиено, останал неколку моменти и заминал без ниту еден збор на прошка. Не дал опростување. Поминале години и Симон Визентал размислувал дали постапил правилно. И се кажува, земал едно писмо и сите тие настани таму ги напишал. И пратил до многу умови во светот, тоа писмо го допратил. Со тоа што последната реченица гласела, дали постапив правилно? Добро. И се кажува дека писмата стигнувале назад едно по едно.
една група голема од нив одговориле: добро си постапил. Што се направиле? Не треба да им се опрости. Углавном писмата се движеле во тој правец. И тогаш стигнало едно писмо. И тоа е од еден црнец. Одговорил вака. И рекол да ако го земаш принципот око за око, не требало да му опростиш. Треба да страда за она што го направил. Но во Библијата постоја зборови на Исуса Христа, кој рекол да им опростиме на нашите непријатели. И по учењето на Исуса не си постапил правилно. И, драги мои, ова предпладне, че зборуваме за опростувањето, и јас би сакал да се занимаваме со зборовите на Исуса Христа. Да се занимаваме со она што го оставил тој како аманет наш. Не око за око. Тоа е библискиот поглед на опростувањето. Знаете, кога ќе ја земете Библијата, ние имаме многу опции во животот. Бог ни оставил. Една опција е со што ќе се занимавам во животот. Дали е опција тоа? На кое училиште ќе се запишиш? И тоа е опција. Кој ќе земам за брачен другар? И тоа е опција. Некој нема да се ожени, и тоа е опција. Но кога зборуваме за опростувањето во Библијата, да се опрости не е опција. Или да не се опрости. Тоа воопшто не е ставено како опција пред еден христијанин. Како можност да опростам или не. По Библијата опростувањето е заповед. И ако ја земеме беседата на гората, и ако го земеме текстот во Матеј, ајде да отвориме ако, или можеме да гледаме таму, во Матеј 6 глава, 14 и 15, еве што се кажува таму. Зашто ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вам. Ако вие не им ги простите на луѓето нивните престапи, ни вашиот татко нема да ви ги прости на вас. Ево кога го читаме овој текст, има ли опција тука? Нема тука опција. Кажува, ако не опростиш, нема и тебе. Не се поставува никаква опција. На едно друго место Христос кажува, ако си дошол во црква да го славиш Бога заради своето опростување, он што ти опростил, заради неговото опростување, а имаш проблем со некоја особа, кажува прво тогаш одеј кај таа особа и реши со неа, помири се, нека дојде до опростување, па потоа дојди и слави ме мене и за моето опростување. Толку е тоа важно, драги браќи и сестри. Јас сакам ова утро да се занимаваме со темата што значи да се опрости. Зошто е важно да се опрости? Исто така, јас би сакал да земаме еден библиски пример, фантастичен пример и библиски текст, малку да не воведе практично за тоа што значи на дело да се опрости. Сега, ќе земе еден текст и ова вие некако како круна на се. Тој ги опфаќа сите текстови за опростувањето. И ако овој текст го заборавиме, го запоставиме, тогаш ништо не сме разбрале за опростувањето. Ова е модел за опростувањето, многу познат текст. Читаме Ефесијаните 4 глава, 32 стих. Ефесијаните 4:32. Бидете еден кон друг добри, милостиви, проштевајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. Како што Бог ви прости на вас, така и вие, што кажува текст, проштевајте. Ова е модел, драги браќи и сестри. Како Бог мене, така јас на другиот. Не треба тука сега некоја филозофија посебно да. Зошто е ова важно? Знаете, кога ќе земеме денес модерната психологија поприлично се занимава со ова тема опростувањето. Воглавно, кога читате, сите се сложуваат дека треба да се опростува, ама таа често оди во еден ваков правец. За да бидеме среќни денес, треба да го опростиме она што се случило вчера. Се сложуваме ли со ова? Затоа што опростувањето е поради себе, а не поради другите. Се сложуваме ли до тука?
Опростувањето за да би опростуваме за да би биле слободни. Значи јас треба да опростам за да се ослободам од гневот и да бидам слободен. Убаво ли кажано? А јас пак кога размислував за овој модел, драги браќи и сестри, кој е поставен на нас, тогаш тука и не е така се чисто во ова што го читавме. Зошто? Знаете, ако Бог ми опростува мене, а и истото, и јас тоа треба да го правам. Дали Бог ни опростил нас поради себе? Поради Него? Дали Бог ни опростил поради Него нас? Ајде малку да уклучиме, да размислуваме. Знаете, сега Бог е на небото, па тој има проблем со нас, па сега ајде да ви опростам за малку да се ослободам јас и да ми биде полесно. Така ли прави Господ? Заради за Него ли опростува? Опростувањето е многу понатаму, оди многу понатаму и многу подлабоко, драги браќи и сестри. Бог опростува заради кого? Заради нас. Ние се менуваме преку опростувањето и доаѓа помирување. А не само за да не би добиле чир во стомахот ние. И тоа држи место, но првенствено акцент треба да му ставиме. Тоа е само последица. Опростувањето се однесува на другата личност. Тоа секогаш треба да го имаме на ум, драги брате и сестро. И ако ова го промашиме и не го разбереме, често можеме погрешно да го разбереме проштевањето. Како што Бог вас, така и јас на другиот. Ние простуваме за да би го прославиле Бога и поради личноста на која е потребно опростување. И за го прославиме Бога, но и поради личноста на кого и треба опростување. Јас го славам Бога не поради тоа, но поради таа личност го славам Бога. Првенствено, не поради себе. Последицата ја ќе добијам благодат од сето тоа. Од Бога. Тоа оди многу подлабоко. Одо што е модерната психологија зборува денес, а многу што сме прифатили ние од тоа. Секако ќе дојде и до ослободување, рековме, и кај мене, но тоа е само последица и тоа не е вистинската цел на опростувањето. Друга работа, да го погледнеме пак текстот 4.32 Ефесијаните. Друга работа, што не учи овој модел, ајде да се вратиме повторно на него. Видите, овој модел не учи, што е многу важно за нас, колку ми мене простено. Толку ке бидам и јас во можност да му простам на другиот. Колку љубов сум примил од Бога, толку и ја ќе бидам во состојба да пружам љубов на другиот. Ако ми е опростено малку и љубов ќе дадам на другиот. Тоа е библиска наука, драги браќи и сестри. Колку ми е мене. Ако малку љубов сум примил, тогаш малку љубов и ќе дадам. Сега, кога размислуваме за себе и за вашиот живот, драги браќи и сестри, и во вашиот однос за Бога, кога размислуваме, колку вас Бог ви опростил? Да слушнам. Колку си свесен, драги брате и сестро и пријателе, за таа големина на Божјото опростување? Прашање до сите. Колкава количина на грев Бог ни опростил на нас сите? Или поединично, ако сакате? Ако е малку, па малку и јас ќе опростам. Така не ли? Има еден писател. Ќе одем малку со една слика од кино. Има еден писател кој се вика Джей Адамс. Он се обидел да ни представи колку Бог уствари на нас ни опростил. Колку ни опростил Бог на нас. Тој
тој користи еден пример со киното. На многу еден интересен начин и он кажува. Замислите се себе си, одите во кино. И влегувате во салата полна и вие гледате таму до едно место и одите и седнувате на седиштето, на столчето. И филмот почнува. И вие набрагу сваќате дека уствари тој филм зборува за вашиот живот. И дека тој филм кажува, ги опишува сите твои гревови и се она што сте сториле во својот живот. И не само тоа. Се што сте сториле и се што се направиле. Туку филмот кажува и она што сте помислиле во својот живот. И тогаш Джей Адамс кажува, како сте се почувствувале поради тоа? Како ќе се чувствувате поради тоа, драги братите и сестро? Како? Како? Грозно, жалосно. Дали би сакале да постои еден таков филм сега тука да ни го пушти? Некој. Сега, морам да ве разочарам, драги братчи и сестри. Не, јас не ви пуштам филм за вас. Не. Бог има еден таков филм. Бог има еден таков филм. Значи, не само што сум сторил во животот, туку и се што сум помислил. Бог го има. Но и покрај тоа, Бог, што го има тој филм, тој нас ни опростил. И не сака. Тоа е големина. Значи, Бог тоа не го земал за зло и ни го опростил и го пратил кој? Својот син, Исуса Христа. И Джейм Адамс кажува, кога тоа ќе го сватите, кога ќе ја сватиме таа количина на Божиото опростување, тогаш постои момент кога јас можам да кажам, па Боже, кога ти толку мене си ми опростил, па и јас ќе бидам исто толку спремен да му опростам на другиот, или на мојот брат, мојот пријател, мојот роднина, мојот сосед и така натаму. Така да, кога ќе се вратиме на овој модел, уште еднаш Ефесијаните 4:32 да го видиме. Кога ќе се вратиме на Ефесијаните 4:32, јас би сакал кога ќе отидеме од ова место, драги браќи и сестри. Има и други текстови ќе читаме, но ако и се заборавиме, овој текст да го запаметиме, Би сакал ова да ни остане во нашиот ум. Кој е тоа вистинскиот модел на опростувањето? Кога го имаме овој модел, нема да отидеме во погрешен правец, драги братите и сестро. Што кажува значи таму? Во Ефесијаните 4:32. Јас простувам поради другата личност, сакам да дојде до помирување. Колку Бог ми опростил, толку и јас простувам. Знаете, во простувањето нема техника, драги братји и сестри. Знаете, постои некоја техника и ајде сега јас опростувам. Колку ми е опростено, колку сум свесен дека ми е опростено, толку ќе бидам во состојба и да опростам. И секогаш имајте на ум дека Бог е голем Бог, кој многу ни опростил на нас. Сега, јас реков во почеткот, денес сакам да не води еден пример во Библијата. Кога зборуваме за опростувањето, ова е најфасцинантниот пример за опростувањето. А тоа е кој? Јосиф. Јас би сакал тој да не води и во нашето, со неговото искуство, а тоа да го преточиме и во нашето искуство. И толку поуки за опростувањето има во овој текст за приказната за Јосиф, што е тоа неверојатно. Ајде малку 45-тото поглавје, е она главното поглавје за денес, но пред да дојдеме до 45-та глава, да видиме во кратко што се случува во Јосифовиот живот на еден така блиц. Извештајот за Јосиф почнува. Кога Јосиф имал 18 години и читаме во Прва Мојсиева, 37 глава, 3 стих. Што кажува текстот?
Прва Мојсиева, 37, читаме 3 стих. Јаков го љубеше Јосифа повеќе од кој да е свој син, зашто беше дете на неговата старост и тој му направи шарена облека. Имаше 17 години и текстот кажува ја пасеше стоката со своите браќа. И го видовме текстот, што го прочитавме. Вие знаете, Јосиф бил од која жена? Од Рахила. Од Рахила, која што Јаков посебно ја љубел. И се кажува дека му сошил некоја шарена облека. И сега браќата што? Биле љубоморни. Кога го виделе Јосиф во таа шарена облека, а за работата да биде уште полоша, тој сонил и сон. И тоа не е еден. Јосиф сонил некои сониште и во еден сон тој гледа и му раскажува на своите браќа како се има на неговиот сноп му се поклонуваат 12-11 други снопови. А во другиот потоа кажува месечината, сонцето и 11 звезди му се поклонуваат нему. И тоа онака ја прелило чашата на љубомора кај неговите браќа. И се кажува во една прилика, кога татко му го пратил таму да ги види браќата што работат и да го извести за тоа, да ги посети своите браќа, и кога го виделе уште оддалеку и рекле, еве го овој сонува соништа, ајде, што? Да го убиеме. Ајде да го убиеме. И текстот кажува дека го ставиле во една јама. И ако не дошол Јуда, би завршил во таа јама со својот живот. Но Јуда кажал, ајде да го предадеме на кој? На исмаилците. И тогаш го продале на исмаилците. И тој оди во робство каде? Во Египет, во домот на кого? На Петефрие. А браќата се кажува, ја земале таа шарена облека и ја потопиле во животинска крв и дошле кај татко им и рекле, да не е ова Јосифовата облека, сигурно некое животно го растргнало. Кога го читате ово извештај, драги браќа, ја внимателно го читав, може би повеќе пати. Ке немаме време да го прочитаме сето ова, затоа што многу глави се, но тој е полн со емоции. Ако некој сака сериозно да го чита овие текстови, верувам дека овие текстови предизвикале емоции и солзи кај читачот. Сега, кога Јов ги добил тие облеки, текстот што кажува? Прва Мојсиева 37-34. Што кажува од кога ги добил тие облеки? А Јаков ја скина својата облека, стави покорничко вречиште околу половината и долго време го оплакуваше својот син, од кога му кажа, кога ја добил неговата облека. Колку тоа го скршило неговото срце. Се кажува, долго време плачел по својот син. А потоа се кажува, Јосиф отишол во Египет. Вие знаете, во Египет бил продаден, како што рековме, како роб во Петефрие, во куќата на Петефрие. И тогаш, нажалост, неправедно е оптужен од жената на Петефрие и го фрлаат во затвор. Ние не знаеме колку точно време поминал во затворот, но најмалку 2 години бил. Не подолу, само погоре. Може би и погоре. Колку нему му било тешко, немаме многу текстови во Библијата, но еве еден текст. Тоа се случило кога пехарникот во прва Мојсиева 40:15. Што пишува? И 14 стих може да го прочитаме. Кога пак ќе ти биде добро, ова го кажува кога пехарникот излегува за 3 дена од затвор. И му вели, кога пак ќе ти биде добро, спомни си дека јас бев со тебе. Па направи ми ја ова услуга, спомни ме пред фараонот и обиди се да ме избавиш од домов. Зашто на висина бев одведен, вели, насила од земјата на евреите. Ни тука не сум сторил нешто лошо, а ме фрлија во јама, кажува текстот. Гледајте, Јосиф, кога бил во затвор, затворите биле како? Јами. И он овде пишува
како таму му било тешко. И видите, ова е една оправдана причина за тој да се налути, да се наполни со грев и горчина. Со години бил роб таму, потоа кај Петефрија отишол, го продале, доживеал неправда таму и фрлен бил во затвор. И има, значи, оправдана причина Јосиф, драги браќи и сестри, да се наполни со грев и горчина на кого? На своите браќа. На своите браќа. Меѓутоа, Бог ги води овие настани и таму текстот кажува. Што кажува текстот? Да се присетиме. Фараонот сонил сон. Знаете ли кој бил тој сон? Ајде да видиме со наредната слика. Сонил 7 дебели крави, кои што излегуваат од реката Нил, а по нив излегуваат и 7 гради и мршави, слаби крави. И овие слабите ги јадат дебелите, но сепак остануваат исто како што биле и грди и слаби. И се кажува, никој не знаел да му протолкува. И тогаш пехарникот се сетил дека во затворот го запазнал кој? Јосиф, кој знаел да толкува соништа. И тој му кажува на фараонот, има еден евреин во затворот, знае да толкува. Го повикале него и тој му го протолкувал сонот на фараонот. И што му рекол? Ке бидат 7 родни години, ке има многу род, а потоа ке дојдат 7 гладни години. Фараонот бил толку воодушевен, така што одлучил Јосиф да биде втор човек, да стане втор човек во царството. Или со денешни зборови, со денешен речник, премиер на таа држава, на Египет. Значи, одма после него, голема пресвртница, и он станал премиер. Дошле 7 родни години, се кажува, се раѓало. А тие оставале се настрана. А потоа дошле 7 гладни години. Знаете, јас размислувам, драги браќи и сестри, кога размислувате за Јосиф, и кога ќе ја земете километражата од Египет, па се до онаму каде што биле браќата негови. Од прилика имало од 300 до 400 километри размах. И она што за мене е интересно, кога Јосиф постанал премиер, зошто не отишол да ги посети? Па можел тоа да го направи, имали коњаници и со кола да отиде и така натаму. И јас верувам само од една причина, и може да постои само една причина. Он можел на секаков начин да отиде, но причината е, тој верува потполно дека Бог ги води случувањата и овие настани. И он верува, чека за Бог нешто да интервенира. Тоа е неверојатна вера на еден човек. И сега доаѓаат браќата. Јосиф веднаш ги препознал, а тие не го препознале. Знаете ли зошто? Па знаете ли дека египчаните ги ставале оние вака на очите шминки? А знаете ли дури египчаните дека ставале и маска на главата, односно перик? И тоа го правеле. Па уште и поминале и 20 години. Тој веројатно сигурно и се променил. Па и она шминка, и тие веројатно и не очекували, не ни помислувале дека тој може да биде Јосиф и не го препознале. Тие не го приметуваат, а тој ги приметува. Јосиф сега нешто работи, драги браќи и сестри, што на прв поглед не можеме да го разбереме. Како да тој сега е гневлив на своите браќа. Така ли изгледа на прв поглед, нели, кога читаме? Гневлив на своите браќа. Но тој има нешто на ум. И тој му кажува на нив. Читаме во 1 Мојсеева, 42 глава, 9 стих. Што му кажува таму? Вие сте согледувачи. Дојдовте да ги согледате слабите места на земјата. А тие се во шок. Што е сега ова? Па тие се бранат. Па не, ние сме 11 тука, имаме брат, уште еден помал во нашата земја, па имаме и стар татко, ние дојдовме само за храна и така натаму.
Но тој има еден план. И тој им кажува на нив вака. Ако ја зборувате вистината, доведете ми го тој брат што останал дома. А Симон, што? Симеон, ќе остане во затвор додека вие дојдете. И кога заминале, Јаков кажува, не може Венијамин да појде со вас. Го изгубив и Јосиф, го изеде таму некое животно и кажува сега и него да го изгубам, тогаш јас би умрел. И не сака да го пуште. И сега тие останале во куќата, Симеон останал во Египет, времето поминувало. И поснемало храна, повторно. И тогаш Јаков гледа, ќе умрат сите. Одлучил подобро да го пушти Венијамин. И тогаш тие се враќаат во Египет. И се кажува Јосиф, кога ги видел, веднаш го пуштил Симеон. Веднаш го пуштил. И сега ги повикува каде? Во својот дом. Во својот дом, во својата куќа. Тоа било шок за нив. Ги пушта во својата куќа и се кажува, читав и прашував, не е како што пишува му ги измиле нозе, туку он му ги измил нозете, чудна работа. Пишува во, така ми каже дека оригиналниот текст така бил. Он му ги измил нозете. И ги прашува, а како е, добар ли е вашиот стар татко? И сега имате толку емоции кога го читате во тој текст, кога го видел Венијамин, својот брат по мајка и по татко. И тога се кажува, кога го видел, веднаш отишол каде? Во другата соба. Што? Да се исплачи. Не можел да се воздржи. И повторно се вратил. И потоа се кажува, Јосиф припремил храна за нив. Читаме 43 стих од 1 Мојсиева 34. 43 глава 34 стих. Ајде да видиме таму што пишува. 43:34. И тој наредуваше јадењата од пред него да ги носат при нив. А Венијаминовиот дел беше 5 пати поголем од сите други. И пиеја и се гостеја со него. Еве едно прашање до сите нас. Зошто Венијамин бил 5 пати, оброкот на Венијамин бил 5 пати поголем од другите оброци? Дали немало доволно храна за на другите да му стави, па сега ајде Венијамин да се најаде? Дали тоа било? Зошто нему му дава 5 пати повеќе? Гледајте, драги браќи и се. Он ги става своите браќа сега на испит. Ги става на испит. На еден тест. Зошто се тоа го одиграл? Он сака нешто да види. Дали браќата се променили? Дали браќа се променили? Дали сега браќата кога ќе видат дека во неговиот тањир има 5 пати повеќе, дали ќе бидат љубоморни на Венијамин? Како што некојаш биле љубоморни на него и го продале во Египет. И кога го читаме ова, тие го положиле тој текст, ако читаме понатаму. Го положиле тој тест. Нема во Библијата знак за тоа, за нивната љубомора, ако читаме. Нема, не се љубомори. Но сега стигнува многу потежок тест за нив. Се кажува дека после ова јадење им дал на сите храна и потоа му рекол на слугите вака. Земете го мојот сребрен пехар, кој што пијам од него, и ставете го во вреќата на Венијамин. И тие го послушале. И се кажува, кога браќата си тргнале, одма после тоа набргу, војската ги пристигнала и му рекла, што направивте вие? Какво гостопримство добивте од нашиот премиер, а вие што, како враќате? Зошто го злоупотребивте сето тоа? И го зедовте пехарот. И тогаш ги рацепиле оние вречи, една по една, и го нашле пехарот во вреќата на Венијамин. Сите се враќаат назад.
Јосиф им кажува вака: вие сте слободни. Може да си одите. Но него ќе го оставите тука. Тука ќе го оставите. Кај мене. Ова било многу потежок тест за браќите. И сега тој повторно сака да види дали браќата повторно така лесно ќе се одречат од Венијамин. Дали повторно ќе се одречат? Јас морам со вас да го споделам овој текст, драги, че дозволите. Текстот се чини малку подолг, но толку е полн со емоции, толку убаво зборува за човечката промена. И што кажува тука, што му кажува Јуда на Јосиф? Што му кажува? Читаме. Прва Мојсеева, 44, читаме од 18 до 34 стих. Еве што кажува Јуда, што му кажува на Јосиф. Тогаш Јуда му се приближи и рече: Господару мој, те молам, дозволи му на својот слуга да му каже збор на ушите на својот господар. И твојот гнев нека не се разлева на твојот слуга, па ти си рамен на фараонот. Мојот господар ги праша своите слуги: имате ли татко или уште некој брат? Му одговоривме на својот господар: имаме стар татко, но има уште еден син роден во неговата старост. Тој е најмлад. Неговиот брат умре, така што тој остана единствен од својата мајка. Неговиот татко го љуби особено. Потоа им рече на своите слуги: доведете ми го ваму за да ги видат моите очи. А ние му одговоривме на својот господар: детето не може да го остави таткото. Кога би го оставил, таткото би умрел. Но ти им рече на своите слуги: ако вашиот најмлад брат не дојде со вас ваму, нема повеќе да го видите лицето мое. Кога се вративме при твојот слуга, мојот татко, му ги кажавме зборовите на мојот господар. Нашиот татко ни рече: одете пак и набавете ни малку храна. Му одговоривме: не можеме таму само ако тргне со нас нашиот најмлад брат, ќе слеземе, зашто не смееме пред оној човек, ако нашиот најмлад брат не биде со нас. Твојот слуга, татко ми, ни одговори: како што знаете, мојата жена ми роди 2 сина. Едниот го снема, па заклучив дека е растргнат од звер. Од тогаш веќе не го видов. Ако и овој го одведете од мене, па му се случи некаква несреќа, ќе ја фрлите во тага мојата седа глава долу во шеолот или гробот. Ако сега дојдам при својот слуга, мојот татко, а младецот, чиј живот е поврзан толку со неговиот, не биде со нас, тој ќе умре кога ќе види дека детето го нема со нас. Така твоите слуги ќе ја фрлат со тага седата глава на твојот слуга на татка ни долу во шеолот. Зашто твојот слуга му заемчи на татко си за детето велејчи: ако не ти го вратам, ќе му бидам виновен на татка си за секогаш. Јуда му вели на Јосиф: му се заветував на мојот татко дека ќе го вратам. Затоа те молам, твојот слуга нека остане како роб на мојот господар, а детето нека оди назад со браќата. Зашто како ќе отидам при татка си, ако детето не биде со мене? Не би можел да го гледам јадот што би го снашол татка ми. Колку прекрасен текст, ако внимателно го слушавме. Колку прекрасен текст кој што зборува за промената. Што кажува? Јас ќе остадам, Јуда вели, кај тебе. Само пушти го ова младо момче да си оди. Видите, кога Јосиф го слушнал ова го скршило неговото срце. Он одиграл една игра да види дали браќата му се промениле. И тогаш кога го чул ова, текстот кажува. Читаме 45 глава од прва Мојсеева од 1 до 3. Што пишува таму? 45 глава читаме од првиот до третиот текст. Јосиф
не можеше веќе да се совлада пред нив. И кога го обкружuje па извика: нека отстапат сите, нека излезат сите. Така не остана никој со Јосиф, кога им се откри на браќата. Заплака гласно одеднаш, да можеа и египетците да го чујат. Се научи за тоа и во фараоновиот дворец. Јас сум Јосиф, им рече Јосиф на браќата. Дали е татко ми се уште жив? Но браќата не можеа да му одговорат. Толку се смутија, вели, или толку биле парализирани од сето тоа што го слушнале. Гледате, драги браќи и сестри, јас многу често поминував така низ овој текст, што го прочитавме сега. Посебно тоа што се кажува во првиот текст. Некако не се загледав и не застанував на тоа. Зошто Јосиф, прашање, зошто Јосиф ги истерал сите слуги од просторијата? Се запрашам. Зошто ги истерал? Постои еден момент кој не треба да го заборавиме, драги браќи и сестри. Јосиф, што? Не сака тие да слушнат за гревовите на неговите браќа. Слугите. И тој им рекол: излезете надвор, оставете не сами. И тој се открил. И фараонот не знаел за неправдата која што му била направена од неговите браќа. Фараонот. Затоа имаме доказ во Библијата. Дека фараонот не знае. Каде? Што пишува? Покасно кажува, кога фараонот слушнал дека му дошле браќата, се кажува многу се израдувал. И сакал понатом текст да му укаже милост на своите браќа кои што ги пронашол. И тогаш јас се прашувам, ако Јосиф ги поделил тие греови, таа приказна со фараонот, сето она што му направиле своите браќа, дали би се радувал фараонот? Дали би им укажал милост? Па не би рекол. Не би се израдувал толку. Пазете, сите овие години, колку години поминало? 20 години или 9 години од кога е премиер. Тој не ги споделува гревовите, битна мисла, на своите браќа, ниту со фараонот. Ниту со фараонот. Па јас се прашувам себе си, колку пати во својот живот, кога некој ми направил грев, сум отишол и сум го споделил со другите. Сакајќи или не сакајќи, чисто онака да ми олесне, да има на кој да кажам. Колку пати? А тоа не е библиски. Не е библиски тоа. И она што го учиме, еве, кога зборуваме за опростувањето, учиме тука една работа. Немој да одиш да ги делиш гревовите на другите. Туку реши го тоа со таа личност еден на еден. Тоа е библиско опростување. Затоа Јосиф во овој случај кажува: излезете сите надвор. И дури потоа им се открил на своите браќа. И овде текстот кажува, браќата биле толку парализирани, ако го читаме текстот првите 15 стихови, ќе видиме дека тие ништо не кажува. Се што се кажува Јосиф. Зборува Јосиф. Не можеле да дојдат до збор, толку биле во страв. И тогаш Јосиф тоа го гледа и видите сега што им кажува Јосиф. Ајде да читаме прва Мојсеева, 45 глава, 4 стих. Прва Мојсеева, 45:4. Јосиф им рече на браќата: приближете се кон мене. Кога се приближија, продолжи: јас сум Јосиф, вашиот брат. И сега повторно ги подсетува: кога го предадовте вие во Египет. Ајде овде малку да застанеме на овој текст. Гледате ли што прави сега Јосиф тука? Јосиф овде ги подсетува своите браќа за сторениот грев. Иако што? Иако им опростил. Ги подсетува на нивниот грев. Што учиме од овој настан, драги браќи и сестри? Опростувањето не е сега минимизирање на гревот, нема врска, добро, си сторил грев и нема врска тоа, не.
Знаете, денес тоа е модерно опростување, ма нема проблем, кажува, не се грижи во врска со тоа, па и ние грешиме. Не, Јосиф тоа не го прави. Библиското проштевање не е минимизирање на гревот, ма нема врска. Греф е греф. Знаете, ние кога ќе погрешиме, Бог не гушка и не кажува, па нема врска, ајде, ќе продолжиме понатаму. Не е тоа ништо. Гревот е грев. Затоа и опростувањето е потребно, затоа што е направено нешто што не чини, драги браќи си. И овде он им кажува на нив, вие ме продадовте во Египет. Значи, он не го минимизира гревот. Еве една мисла. Простувањето не значи преоптоварување или минимизирање на стравот од криминалот или злото. Да опростиш значи да ја признаеш неговата опасност, но и истовремено да препознаеш дека сторителот по своето битие е човечко суштество и да му пружиш можност за нов почеток. За нов почеток. Значи, му пружиш можност за нов почеток. Не кажуваш нема врска, тоа не е ништо, страшно е, но ајде да имаш нов почеток, да не го правиш ова вече, тоа е опростување вистинско. Затоа Јосиф кога го земаме во овој момент, затоа он кажува, споменува, вие ме продадовте. Има еден друг момент, исто помеѓу нас често се споменува, и пред некое време слушнав една проповед, многу убава проповед, убав говор беше тоа, и во еден момент тој кажува, ако не го заборавиме направениот греф, вие уствари не сте опростили. Ако не го заборавиме направениот греф, ние уствари не сме опростили. Држи ли место оваа теза? Кажува, морате да заборавите. Јас го слушав тоа и размислував. Па јас на себе немам некое дугме да притиснам сега и да го ресетирам цело минато и оние навреди и се што ми се кажувало од другите. Браќа, пријатели и така натаму. Да го ресетирам целото моje минато и да нема проблем. Пазете, Јосиф не заборавил. Дали тој се сеќава? Ма се сеќава и опростил. Што значи тогаш библиски да се опрости? Ова што се случило кај Јосиф. Ова е еден убав текст од еден доктор. Што пишува текстот? Што кажува? Опростувањето е една интелектуална одлука која ја донесуваш дека ќе се одречеш од гневот и желбата за освета. Тоа значи опростувањето. Значи јас не сум заборавил, не сум рекол нема врска, но ако сум ти опростил, јас се одрекувам од гневот и желбата за освета спрема тој брат кој што ми направил греф. И тоа е библиско опростување. И тоа се случило кај Јосиф. Јосиф не сака да им се осветува на браќата, не се полнел со гнев, не се полнел со горчина. Знаете кога Бог ни простува нам, драги браќи и сестри. Имате еден библиски текст, кога Бог ни простува нам, каде што се кажува дека Бог ги фрла нашите гревови, каде? Во морските длабочини, морските длабини. Дали Бог ги заборавил? Не. Каде се тие? Во морските длабочини. А потоа Бог кажува дека тоа веќе никогаш нема што да го користам како алиби против тебе. Тие гревови кои што ги ставив таму. Тоа значи библиско простување. И кога јас ќе му опростам на некого, тоа значи дека јас тоа никогаш нема да го користам против таа личност на кого сум и опростил. Тоа е опростување. Со други зборови, немој што да пецаш. Немој да пецаш. Се кажува дека еден сликар насликал така една слика и покушал сето тоа да го ослика и нацртал покрај брегот забрането пецање. Тоа значи кога ќе му опростиш на својот брат, пријател, на својот комшија, на својот сосед и така натаму роднина. Никош тоа да не го користиме против него. И ние често знаеме да кажеме, се сеќаваш ли на таа и таа работа, на тој и тој греф ти мене што ми го направи?
Ако си опростил, нема веќе гнев, нема веќе горчина, драги брати и сестро. А кога овде размислуваме за браќата, значи тие и понатаму се парализирани од страв. И тогаш Јосиф кажува нешто. Пазете го овој главниот текст за денес. Ако овој текст го доживееме во нашиот живот, опростувањето никош нема да ни биде тешко. А тоа е сршта, срцето или клучот. Јосиф кажува, наредниот текст е 1 Мојсеева, 45 глава, 5 стих. 1 Мојсеева, 45 глава, 5 текст го читаме. Но сега не се возбудувајте и не жалете за тоа дека ме продадовте ваму, зашто Бог е оној кој ме испрати пред вас за запазување на вашиот живот. И читаме 1 Мојсеева 50:20. Во истиот контекст оди сето ова, 50:20. Освен тоа, иако имавте вие намера да ми сторите зло, Бог го сврте тоа кон добро, да направи тоа што се случува денес, да спаси живот на голем народ. Што овде Јосиф сака да каже? Он кажува, вие мислевте зло. Значи тој не го намалува тоа, но кажува Бог мисел добро. Имате еден текст во Римјаните 8 глава каде што се кажува на оние кои го љубат Бога им оди се на добро. Јосиф тоа го сваќа. И сега ова би сакал да ни остане во сеќавање. Се што ни се случува во животот, се случува затоа што Бог тоа го дозволил. Значи, кога потполно би верувале, секое зло кое ни се случува во животот, не се случило затоа што Бог замижал, драги браќи и сестри. Не. Туку тоа се случило затоа што Бог тоа го допуштил. И колку е тогаш полесно да се опрости кога сум свесен за тоа дека Бог тоа го допуштил. И затоа Јосиф бил свесен. Ништо случајно не се случува. Тука Бог тоа го дозволил. Знаете кога ќе се случи некое зло? Ако некој ни стори неправда, знаете ли што обично прво ни паѓа на ум на сите? Ме упропасти. Ке го испаштам цел свој живот сето ова. Катастрофа ми се случи. Тоа што ми го направи. Но треба да се сетиме дека Бог тоа го допуштил, драги брати и сестри. Го допуштил. Зошто? За наша поука и така натаму. Зошто? Ако сега нагаѓаме, може би и нема ни да погодиме зошто тоа. Една ден ќе ни се разјасни. И нема да имам гнев, затоа што знам мојот Бог има потполна контрола во мојот живот. И сега кога размислуваме за Јосиф, сите овие години во затворот, и тешко му е, но он верува дека Бог што? Има план. Има план, тој верува дека Бог ова го дозволил, па уште и верува дека Бог тоа ќе го изведе на добро. Ќе го изведе на добро. И дури имате и текстови, кога бил во затворот, што се кажува? И Бог беше со него во страдањата. Па јас кажувам, па што сакам повеќе од тоа? Размислувам кога го читам. Што сакам повеќе од тоа? Па се што ми се случува во животот, што? Бог го дозволува тоа. А уште и ќе го изведе на добро, а уште и на крајот ќе бидам во неволја, во мојата неволја, на крајот ќе биде тој со мене. Што сакам повеќе од тоа? Па на што тогаш да се гневам? Па зошто да се осветувам, драги брати и сестри? Се му препуштам на Бога, тоа го доживеал Јосиф. Ајде сега на крајот да сумираме со еден заклучок. Што можеме да научиме од Јосифовото искуство? Ќе погледнеме 7 точки во кои што ќе го сумираме накратко сето. Што прва точка? Опростувањето не е заборавање. Опростувањето не е заборавање. Значи, не е нешто, сега сум го заборавил, не значи дека не сум опростил ако не го заборавам. Туку ако сум опростил, тоа веќе никогаш нема да го земам против таа личност. Забрането, пецање. Второ, опростувањето не е автоматски враќање на поверението. Не е автоматски враќање на поверението. Дали тоа го видовте во Јосифовиот живот? Тој на нив им опростил, а тие доаѓаат, а тој сака да види дали браќата се промениле. Се уште нема поверение. Не значи опростувањето, ајде, нема врска и одма, ајде, пак исто да се продолжи. Он сакал да го види своето поверение кај браќата.
и одиграл една игра. Да види како ќе постапат спрема Венијамин. Значи, не автоматски враќање на поверението. Знаете дека жената, кога сопругот ќе ја изневери и кога му опростила, тоа не значи дека веднаш ќе се врати поверението во неговата верност. Не. Знаете, некој за тоа е потребно и одредено време. Но не значи дека таа не му опростила. Значи, за да би се поверувало во некоја личност, мора да пројде некое време, некојаш може би и години. Трето, гревот на другата личност чува ја за себе. Сетете се кога ќе дојдете на тој текст и ги истерува слугите надвор. И тогаш им се открива. Немојте бргу да отидете кај другите и да споделуваш, драги брати и сестро. Прво да го решите со таа особа, а потоа дури што се однесува на црковното, после сета она ситуација која што имаме како црква, да погледнеме во Матеј 18 глава, што треба да следува после тоа. Четврто, опростувањето не го намалува направеното зло. Значи, опростувањето нема врска. Не, минимизирање на гревот. Грев е грев. Баш и затоа е потребно опростување. Пето, сега ајде да подвлечеме. Се што ти се случува во животот, тоа Бог го дозволува. А кога тоа го веруваш, тогаш никогаш нема да бидеш полн со гнев и полн со освета. Шесто, не опростуваш за тебе да ти биде подобро, туку за на другата личност да и биде подобро. Помирување. Знаете, опростувањето не е себишно. Ајде сега да опростам, за мене да ми биде подобро, да немам чир во желудникот. Опростувањето се однесува на помирувањето, се однесува на другата особа. Така Бог ни опростил и на нас. И седмо, запознавањето на Божјото опростување спрема тебе ти овозможува и ти да опростиш. И еве кога ќе си одиме од ова место, драги браќи и сестри, секогаш размислуваме колку Бог ни опростил. Колку Бог не сака нас и во нашите слабости и нашите мани. Кога размислуваме за тој потек на Божјото опростување, сетете си во она кино и на оној филм, кога Бог го има сето тоа, но се ни опростил. И тоа го фрлил во морските длабочини. И кога ќе размислуваме за ова, па никогаш нема да имаме проблем со опростување. И еве го последниот текст за денес. И завршуваме со една кратка приказна. Во опростувањето има радост, опростувањето донесува мир, ослободува од теретот, ги покренува најголемите вредности на љубовта. Во известна смисла, опростувањето е христијанство во својот највисок степен. Џон Макартур кажал. Ајде да прочитаме уште една приказна на крајот, со која што ќе го запечатиме ова денешно важно, се надевам, размислување. Приказната носи наслов Безнадежен фудбалски надпревар. Неодамна Војводина од Нови Сад играла против тимот на Црвена звезда од Београд. Тука можеме секако да ставиме тимови на кои што ни одговараат. На стадионот на Београд. Го одведов и мојот син на надпреварот, очекувајќи дека добро ќе си поминеме. Ги покажавме картите на влезот, купивме сокови, кикеритки, сендвичи и своите места на западната трибина ги зазедовме во првиот ред. Седевме во очекување дека ќе гледаме добар надпревар. Атмосферата беше прекрасна. И на другиот тим ги очекува своите играчи да истрчаат на зелениот терен. Најпосле надпреварот почна. Играчите на двата тима влегоа многу мотивирано на надпреварот, но поради преостри стартови и навредувања уште на самиот почеток, судијата беше присилен да покаже 2 црвени картони на играчите од Војводина. Играчите на Црвена звезда тоа одлично го искористија и само за 5 минути постигнаа 3 брзи голови. Војводина пробуваше да се поврати, но без успех. Да ја завршиме долгата приказна многу пред завршетокот на првото полувреме. Резултатот беше 5:0. Сите знаеја и ние знаевме дека надпреварот е готов. Немаше момент дури ниту да ги изедеме своите сендвичи. Некои навивачи уште не беа ни дојдени, а надпреварот веќе беше готов.
Немаше никакви шанси Војводина да се поврати при резултат 5-0. Играчите изгледаа безнадежно. Бесните навивачи без неја ја фрлаа предмети на теренот. Луѓето веќе почнаа да го напуштаат стадионот. Каква катастрофа, рековме. Додека го јадеш својот сендвич, на ум ни дојде една луда мисла. Што би било доколку по некоја магија, со помош на некоја магија би можело да се врати на преворот на резултат 0-0. Без исклучени играчи на самиот почеток на надпреварот. Со таков резултат, играчите повторно би имале надеж. Нивниот оптимизам би го мотивирал многу поинтензивно, така што надпреварот сигурно би бил успешен и навивачите би биле среќни што пак можат да навиваат за своите тимови. Надпреварот би бил повторно интересен и ние би можеле да си ги изедеме нашите сендвичи и сета онаа нездрава храна. И пременување на сето ова. Да го вратиш почетниот резултат е токму начинот на кој функционира опростувањето, драги брати и сестро. Опростувањето ни ја обновува надежта. Многу луѓе се чувствуваат безнадежно, притиснати од гревот. Работите во животот се излегле од контрола. Така страшно се разочаруваат и чувствуваат дека би било подобро и веќе да не живеат. Луѓето кои така се чувствуваат, често си го одземаат и животот. Меѓутоа, Евангелието прави нешто неверојатно. Иако безнадежниот резултат очигледно покажува дека сотоната победува, Исус е во состојба да го врати на преворот на резултат 0-0. Кога гревовите ни се опростени, ние имаме чист почеток, драги браќи и сестри, и цел нов надпревар, повторно да имаме надеж. Но до кога? Господ нека ни помогне. Сите овие совети кои што ги чувме денеска, да ги применуваме во новиот живот. Научивме денеска што значи вистинско опростување по примерот на Бога. Амин.